почитувана председател на комисијата, почитувана јавност, почитувани колеги, почитуван обвинителе Јовески. Напорен е денот и вака од името на комисијата би сакал да ви кажам дека не е до претениците, председателот на комисијата ја утврдува динамиката и мене ми е јасно дека е тешко 10 сати да се седат и се разговара за било кој извештај, премногу информации, но толку повеќе што не разгледуваме извештај на Македонски железници, па тоа да е малку посувопарни бројки, разговараме за обвинителство каде што и емоциите и си го прават своето, особено емоциите од страна на политичката опозиција, која што има многу примери кои што се до нас, со нас, покрај нас и за кои што сметаме дека се или неправилно обвинети или неправилно судени и затоа треба тоа да го прифатите како такво и како нормално. За разлика од преходната политичка опозиција која што беше во ова собрание, која што беше многу по дрска, многу по безобразна и со многу полоши лични дисквалификации кон сите оние кои што имаа јавни функции, кои што доаѓаа овдека во собранието да ги бранат сопствените извештаи. Најпрво, како сублимат на денешната дебата и воопшто за овој ваш извештај, сакам да се разбереме сите и да разберете и вие, господине Јовески, а тоа е дека правниот систем во Република Македонија е така направен да било кој сегашен, поранешен или следен јавен обвинител му се залепува етикетата дека е политички определен, дека политички одработува, затоа што начинот на избор на главен јавен обвинител во државата е по предлог на владата. Можеби треба да поразговараме како да избереме јавен обвинител во ова собрание, личност која што ќе биде после вас, бидејќи никој не е вечен на функцијата, на кој што во старт нема да му биде залепена етикетата дека е политички апологет на една или друга влада, но кога вие сте опозиција, а премиерот на државата, особено па поранешниот премиер, кога ќе предложи некој човек, тој независно какви стручни квалификации и стручно минато има, по дефолт се создава впечаток дека тој е негов апологет и јас себе ве повикувам додека сте на оваа функција, можеби треба да се отвори една дебата во која што дали би се бирал со 2/3 јавниот обвинител или не знам како, со цел да од старт барем без докази не зборуваме дека било кој е политички апологет. Во ова собрание, јас како што знам, се избрани директорот на ОТА, со 2/3 е биран е со 2/3 директорот на Државен завод за ревизија и морам да бидам искрен дека кога тие доаѓаат, особено вториот ДЗР кога доаѓа Максим да брани било каков извештај, барем ги нема тие напади дека е политички апологет на никого, така што јас како обвинител, кој што веќе на крајот на својата кариера обвинителска, чисто бидејќи вие сте и постручен од фелата, би ве посоветувал и би апелирал да видиме во собрание, да направиме на јавна дебата како да бираме во иднина главен јавен обвинител, бидејќи вашиот избор е по дефолт политички, бидејќи владата бира функционери, а обвинителот пак кога ги бираа сами со овој, како се викаше Стручњаков од Зајас, и тоа видовме дека не е некој добар избор. Можеби треба да видиме како да направиме систем во кој што нема да ни се случуваат овакви работи, бидејќи да ви кажеме на вистина жива вистина, пред баш кога го избра тој човек и бевме на детски роден ден и таму имаше еден попознат адвокат и вика, еве прашаја сопругата кога одиме за Охрид, вика отвораме 4 прозори кога минеме, вика, низ Зајас, викам зашто да дишиме, вика, од воздухот да не префати. Значи, иронијата во фелата правна, а поврзана со Зајас, со нојот обвинител за организиран криминал, со ДУИ, и така натаму е отвораме да дишиме од тој воздух за да не префати. И мислам дека на никого не му правиме услуга, сметам дека секој кој што може нешто да направи дека е на функција треба да го направи тоа за барем следниот, да го нема товарот кој што првиот, односно неговиот преходник го носел должен или
недолжен за тоа. Јас, господине Јовевски, секогаш разговарам со функцијата јавен обвинител со должна почит. Во овие трети извештај, за првиот разговарав, имавме конструктивна дебата, ако се сеќавате, за вториот не бев во можност да разговарам, сега ова ми е трет. Не знам дали ќе има четврт, дали ќе одите уставен, дали нема да одите, дали ќе одите каде иде. Клучното прашање ми е до вас, за разлика од нас како политичка опозиција, кои што можеме да смениме нешто преку вербално говорење, можеме да предложиме закони кои што потоа сте во милоста на мнозинството, или се прифаќаат, или најчесто не се прифаќаат. Вие како јавен обвинител, главен јавен обвинител на институција која што има стриктна хиерархиска субординираност и контрола на сите обвинителства во државата и сите различни бранши на обвинителства, би сакал да ве запрашам дали вие, како Љубомир Јовевски, сметате дека од денот кога стапивте да бидете јавен обвинител во Република Македонија до денешниот ден, речеме 1 јануари 2023 година, сметате дека преку вашата работа, преку вашите дејства, Македонија стана поправна држава и конечно да поентирам, дали преку вашата работа сметате дека сме чекор поблиску или подалеку од Европската Унија. Бидејќи вашата функција е апострофирана во секој извештај, институцијата која што ја водите е многу одговорна, може да растури нечив живот, може да помилува нечив живот. Сите зборуваат за таа функција, мора да биде одговорна по дефолт, за разлика од опозицијата и по устав и по закон, политички земено, опозицијата може да биде неодговорна. Затоа ценат граѓаните. Но функцијата јавен обвинител, врховен апелација, тоа се функции кои што навистина или не доближуваат или не оддалечуваат од нашите стратешки цели, а тоа се конкретно членство во Европската Унија. Така сакам да го слушнам вашето мислење. Во поглед на извештајот, како и сите досегашни извештаи, структурно е сублимиран, работите се тие што се, да не го отварам, проблемите се повеќе од јасни. Порано фалеле многу средства, сега фалат повторно средства. Работата, практично политиката ви ја игра на начин на кој што и одговара. Јас минатата година се бунев, ми беше многу интересно тоа што, например, вкупниот буџет, ставката на јавното обвинителство беше зголемена, за некои 20 и нешто проценти, не факате точно за збор, но, например, ставката на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција беше за 35% намалена внатре во тоа. Навистина не ми беше јасно, ако корупцијата е рак рана на општеството, зашто политиката ви крати средствата баш таму каде што највеќе има потреба, бидејќи реално мислам дека тука се најголемите забелешки од страна на оние кои што не оценуваат, а тоа е Европската комисија. И тогаш ви кажав уште првиот пат дека лично сметам дека како обвинител морате јавно да говорите, независно што тие ве предложиле дека тоа се малку пари, да дојдете овдека на буџетска расправа, да подпишеме некои амандмани власт и опозиција заедно, да и покажеме на владата дека сите сакаме заедно правна држава, и тогаш ве охрабрував тоа да го направите, никој не го прави тоа, и еве ѓаволот и оној се шегата од Македонија, гледаме што ни изборуваат, ГИР вели дека сме помалку правна држава од порано, американците велат тоа што го велат, праќаат тимови, и навистина тоа се порази пред се за младите луѓе кои што си одат од државата. И факт е тоа дека порано, можеби пред 7-8 години, оние кои што имаа можност да го предвидат и да го видат дека од Македонија ќе бегаат луѓе пред се добро ситуирани, еве сега стана реалност за нас кои што тоа не можевме да го предвидиме, дека луѓето си одат бидејќи пред се не гледаат правна сигурност, а потоа ќе ви кажувам низ конкретните примери уште еднаш зошто граѓаните не гледаат правна сигурност. И јас пак ќе ви кажам, немојте да имате она што се вели hard feelings, затоа што ние кои што не сме од вашата фела,
Под правосудство подразбираме и обвинителство и судство заедно. И тоа така го гледаат барем 97% од граѓаните. Според мене, ќе почнам од институциите, а потоа од партиите. Според мене, ми остана неодговорено прашањето, ако може да ми го одговорите, е тоа дека Државната комисија за спречување на корупција вели дека од 165 иницијативи за кривично гонење, само 3 завршиле на суд. Господине Јовевски, мојот принцип на дискусија, може би ви е познат, не е јас да ве набедам вас дека вие сте виновен зошто колку беа 165 само 3 се на суд. Мене ми е поентава следна. Да ни објасните како обвинителство. Дали вие сте добиле комплетни предмети со кои што може да тргнете на суд или не? Бидејќи Билјана може да каже јас сум дала 165, само 3 завршиле на суд, така? И ако вие од друга страна немате контра и молчите, излегува дека таа е во право. А мене ми интересира каде граѓаните ги фрламе парите. Дали има бадијала ДКСК која што само штанца паушални 165 колку да каже дека се иштанцани, или обвинителството не е ажурно и ги ставило некаде во фиока заради некој. Бидејќи двата податоци кои ги соберете, едната институција треба да има санкции. И тоа треба да има санкции од ова собрание. Бидејќи некој им ги троши парите на граѓаните бадијала. И тука мислам дека е добро да разјасниме како партеници, да знаеме, бидејќи мислам дека на денешната седница е председателот на оваа седница е точката за ДКСК, за да поразговараме и да кажеме, извини, точно е ова што го пишуваш, ама луѓето во обвинителство викаат обратно, ајде да видиме кој е крив и кој треба да си сноси последици. Не можеме да плакаме по 100 институции, а на крај никој ни за ништо не биде одговорен и правда да нема. Господин Јовевски, јас изминатиот период очекував, бидејќи се немаме видено, очекував да го истражите предметот со вакцините на Филипче и Назаев. 100-0, многу пари. И тука, според мене, господине Јовевски, не беа само парите, пари се крадат во Македонија. Проблемот беше што, играјки на таа карта, преку фирма од 5000 евра ќе набавиме 1.000.000 вакцини, го изгубивме редот каде што треба, и кога сте се вакцинираа во јануари, ние се вакциниравме од 27 јуни. Почна масовна вакцинација со 400.000 вакцини од Кина, и тоа таа втората фирма, не првата, втората фирма. А можевме да си очуваме редот, они сакаа да направат нешто, тоа беше во јавноста, не знае дали се отвори случај, не знаеме ништо, и навистина тоа го мислам уште од тогаш кога ќе дојдете, сакав да ве прашам дали за тоа има предмет, бидејќи тука не се само пари во прашање, тука е воено профитерство. Исто така, многу ме интересира дали имаме истраги отворено, тоа е таа година, во 2021 година, бидејќи Државен завод за ревизија, официјални бројки се, констатираше 7 или 9 институции кои што набавувале од 100 до 900 пати поскапи стоки во време на корона. И ги имаше болница Тетово, таму кои се други беа, 9 институции. Дали за тоа ме интересира има нешто, бидејќи во таа корона имам чувство дека додека ние седевме дома затворени, препоставувам дека и вие како државна институција, некој хараше и направи милиони. Исто така сакам да ве прашам, господине Јовевски, дали сметате дека е кривично дело и дали некој треба да сноси одговорност ако поранешниот премиер на секоја пресконференција, секој втор ден звечка со тоа дека 1.150.000.000 евра дал од буџетот за граѓаните и стопанството, а Државен завод за ревизија, бидејќи го читав извештајот сега, баш треба да дојде кај вас,
констатира дека таа помош од државата не била 1.150.000.000, туку била нешто помалку од 300 милиони евра, 280 милиони. Значи пута 4 се лажело во јавноста. И дали според вас во време на корона тоа треба да биде предмет кој што можеби треба да се отвори, бидејќи и тоа е една од вредностите и тоа е една од бенчмарковите кои што треба да ги постигнеме со цел да одиме понатаму. Мислам дека тие прашања се кои што треба да ги поразговараме. Сметам дека во иднина како јавно обвинителство сте подложни на многу текстови напишани во порталите. Мене ми јасно дека голем дел од тие текстови се или паушални или полувистини, голем дел се и вистини. И сметам дека, и тоа ви го кажав и пред 3 години, односно пред 2 години, дека секоја институција која што е платена со пари од граѓаните треба да биде транспарентна и практично да има барем еднаш до 2 пати неделно пресконференции. Не мора да ги држите вие тие пресконференции, на кои што ќе им се објаснуваат на граѓаните определени пишувања и индиции во јавниот медиумски простор. Бидејќи ако вие кажете дека некој пробува да направи хаос, а вие при тоа не реагирате секоја недела благовремено да го растурите или потврдите тој хаос, и вие сте сакале или не сакале, признале или не признале, вметнати во самиот хаос на информации во јавноста. И кога ќе имате таков хаос на информации, тогаш доаѓаме на вакви седници каква што е ова денешната. Имам чувство дека пресконференции и транспарентно започна обвинителството кога Вазвеставиот обвинител стана Вилма Русковска за организиран криминал, и тоа траеше додека од опозицијава не добија сите по 13 кривични пријави, и потоа тоа се запра. Сметам дека мора да имате транспарентност и мора барем на неделна база или 2-3 пати месечно се она што го пишува во јавноста да го објасните. Тоа не е вистина, ова е вистина. Верувате граѓаните точно знаат на кого да му веруваат. Кога ќе останат само надписите по порталите, се случува ова кое што се случува денес, и тоа не е добро за државата. Ќе бидам многу краток. Пред да завршам, преска во реплика на една колешка и рековте дека сте при крај, бевте самокритични, јас тоа го почитувам, дека разговорите кои што ве снимале, ве слушале во, дали преку централа, како ве слушале, не знам, во рамки на обвинителството, е добро што не излегле во јавноста, бидејќи тоа не е добро за државата. И јас тука морам да кажам пред цела македонска јавност дека тотално се согласувам со вас, дека тоа не е добро за државата. Ама исто не беше добро за државата, тоа беше многу полошо за државата, кога излегуваа разговори на секој 3 дена, па ги чекаа тие разговори, па си правевме циркузи по општеството, па се продаваат на Косово, па се продаваат у Чаир, за кој функционер од ДУИ сакат има разговори, толку коштаат, која фирма има разговори, толку кошта. Оние кои се добро упатени и разочарани од СДСМ велат дека големите разговори, големите пари не биле пуштени, и дека тие фирми се уште работат, бидејќи меѓу време биле рекетирани. Тоа не се муавети од мене, тоа се муавети од таа номенклатура. И едноставно согласувам дека тоа не би било добро да испаднат било какви разговори, а претпоставам дека треба да бидете многу ажурни кога излегуваат приватни разговори по YouTube. Двајца зборуваат, еден го пушта. Разговор сега ќе ви пуштиме од тој, бомба ќе ви пуштиме од тој. Ја немам чувство дека било кој од тие има кривична пријава добиено, има истрага направено, вклучени се и други институции кои што треба да ви асистираат и ви ги донесат информациите на тацна. Едноставно, како и да свртиме работата, колку и да ги бираме зборовите за да не се навредиме, бидејќи ви имате и повеќе години, јас го почитувам тоа,
како обвинителство се цело време во кашата на збеднувањата, бидејќи секое девијатно однесување вие мора да го санкционирате со тоа што ќе почнете постапка. Може би сте почнали многу постапки, не знам, ама не знам за тоа што немате пресконференција, јас би ги следел тие пресконференции, како и повеќето мои колеги овдека, и тогаш би имале една многу порелаксирана дебата на теми кои што би биле веќе познати и за нас, и за вас, и за јавноста. Не сакам да должам многу, но наистина многу случаи ги снема. У нас СЈО, не знам дали отворивте случај за толку многу пари потрошени, бидејќи секоја влада во државата, политичките партии се обвинуваат дека некој зел 5% тендер, некој зел 10%, некој зел 15% од некоја сделка направена. Оние од СЈО 75% од буџетот си ги поделија за по дома. Што плати, што придонеси, што награди за прековремена работа. Не постои институција во оваа држава, колку и да била криминална овие 30 години, која што од буџет од 7 милиони евра, 5 си ги поделиле меѓу себе за плати. Тоа го направи СЈО. И сега се поставува прашањето, ако ние што треба што се борат за криминал, се докажано најголеми криминалци, најголеми злоупотреби направија во судскиот, во правосудниот систем, конкретно обвинителскиот дел, и при тоа никој нив не ги истражува за тоа како, зошто го направиле, мислам дека навистина е дегутантно да зборуваме за некој човек кој што направил многу помало кривично дело, бидејќи има луѓе кои што и лично ги познавам, признаа спогодби направија, бидејќи адвокатите им рекоа, ако сакате ова се докажува, да ќе бидете во право, измеѓу 5 и 7 милијади евра до апелација. После тоа друго било, плюс пари. И обвинителката им вика, дорај сега призна дека си крив и ќе платиш 500 евра. И луѓето признаа дека се криви, платија само 500 евра за се мафнат од тие обвинителство судски лавиринти. И тоа е поразот на едно општество, господине Јовевски. И тука нема љутиш. Лично ги познавам луѓето. Ки ги добиеја, ги стиснаа, си признаа за само со 500 евра да поминат. И јас против тоа се борам. Ама не можем да го санкционирам. И затоа ве прашав, бидејќи вие може да го санкционирате, дали сметате дека со вашата работа сме чекор поблиску или чекор подалеку до Европската Унија? Ви благодарам. Ви благодарам, колега.